2,5 часа беше блокирана една од најфреквентните раскрсници во Струмица. Наместо вообичаениот метеж и бучава од автомобили, просторот го исполнија транспаренти, свирчења и гласни пораки за чист воздух. Екоактивистите го запреа сообраќајот низ струмичките улици со јасна цел да потсетат дека загадувањето не е мината тема и дека здравјето на граѓаните не смее да биде ставено во втор план. Со пораки "Дишеме отров, сакаме мерки" не изговори, демонстрантите порачаа дека нема да дозволат проблемот повторно да се турне под тепих. Велат дека аерозагадувањето не е прашање само на статистика, туку реалност што секојдневно се чувствува во мирисот на воздухот, во маглата над градот, во зголемениот број респираторни заболувања. Протестот помина мирно, но со силна символика. Блокадата траеше 2,5 часа, доволно за пораката да одекне, но и да потсети дека трпението на граѓаните не е неограничено. Активистите најавија дека ова е само почеток и дека вакви протести ќе организираат на секои 2 до 3 седмици, се додека институциите не преземат конкретни чекори. Тие сметаат дека досегашните мерки се недоволни и дека е потребна поодлучна контрола на потенцијалните загадувачи, како и поголема транспарентност во мерењата и резултатите за квалитетот на воздухот. Според нив, институциите мора да покажат дека законот важи за сите, и за правни и за физички лица. Првата и основна причина е загадениот воздух. Ние повеќе пати сме организирале блокади и протести и било кој начин сме го изразувале нашиот револт против загадувачите и против непостапувачите. Исто како и сите други пати и сега, само што главната причина зошто се повтара тоа е тоа што сме свесни дека само со постојан притисок и само со постојано укажување и запознавање на луѓето со проблемите ќе има некакви реални конкретни промени. Нашите главни три барања и мотиви за оваа блокада се следните. Значи, да престане загадувањето, да почнат оние што треба да постапуваат, да почнат веќе со казни, ако треба и со затварање на објекти, ако треба и со затварање на физички лица кои предизвикуваат пожар. Втората работа е тоа да ги запознаеме граѓаните што е всушност кои се големите последици по здравјето на луѓето и на околината ако дишиме ваков канцероген воздух. Имаме и флаер за таа намена. И третата работа е да примеме од луѓето сугестии, предлози, начини на како може да делуваме и понатаму, затоа што ова, како што гледаме, нема да запре и планираме на секој 2-3 недели да правиме протести се додека не бидат исполнети нашите барања кои ги имаме, кои може да ги снимите. Пред неколку седмици екоактивистите доставија 9 конкретни барања до локалната самоуправа и до надлежните државни институции. Меѓу нив се набавка на нови мерни станици и современа опрема за мерење на загадувањето, користење дронови за откривање на нелегални согорувања, поставување камери на дивите депонии, како и зголемување на бројот на инспектори за животна средина. Бараат и редовно информирање на јавноста за состојбата со воздухот, но и едукативни кампањи за последиците од долгорочното изложување на загаден воздух. Ако не веруваме, нема да бидеме тука. Имаме надеж, имаме желба да ги смениме работите, имаме позитивна енергија. Единствено што останува е да ја видиме истата позитивна енергија и од нашите локални институции, па и од централните. Има ли некакво поместување од онај прв протест досега? Па за жал нема. Има најави за едно наше барање дека ќе биде исполнето, но тоа е само најава. И се додека нема конкретни чекори кои ќе се преземаат, ние ќе бидеме овде. Од институциите засега нема конкретен одговор на најавата за редовни блокади. Активистите пак порачуваат дека нема да се откажат. Велат правото на чист воздух е основно човеково право, а борбата за него не е политичка, туку граѓанска и здравствена. Додека градот повторно се враќа во вообичаениот ритам, пораката од блокадите останува јасна. Чистиот воздух не е луксус, туку неопходност.